По 25 снимени епизоди време е за кратка Newbies ретроспектива. Од каде тргнавме, што направивме, што се си изнакажавме, до каде стигнавме. Првата епизода беше со доктор Ана Пепелиовска. Зборувавме за правото од интелектуална сопственост. Беше инспирирана секако од бројните лајвови на TikTok во кои што се продаваше фейк брендирана роба. Во меѓувреме се случија многу работи. Се случија царините на Трамп, се случија возвратните удари од Кина, па се намножија видеа од кинески продавачи кои што продаваат така наречени дупс на Hermes, на Gucci, на Lululemon и така натаму. Се поактуелно станува прашањето за тоа како се заштитени правата на интелектуална сопственост. Дали со купување и носење на фейк производи го оштетуваме имателот на трговска марка. Генерацијата Z е онаа која што најмногу се занимава со нарачување и купување на фалсификувани производи, што според мене не би требало да биде така, затоа што тие се толку едуцирани за тоа што значи производ кој што не повредува права од интелектуална сопственост, а што значи производ кој што е фалсификат, особено што во денешно време навистина се работи на подигнување на свеста од продажбата на фалсификувани производи. Но тие одбираат да купат фалсификат затоа што фалсификатот е подостапен и поевтин. И тоа е причината зошто големите брендови почнуваат да прават верзии на своите производи кои што се подостапни за потрошувачите. На таков начин фактички сметаат дека ќе се борат со продажбата на фалсификати. Високо развиените држави имаат воведено и онлайн мониторинг. Исто и поголемите платформи како Amazon, eBay имаат мониторинг за да се спречи таа трговија со фалсификувани производи. Се, ако зборуваме за правото од интелектуална сопственост, уште еден предизвик е што прави вештачката интелигенција во музиката. Сигурно дека се поставува прашањето кој е имателот на правото од таа музика која што е направена со можеби некакви алатки со вештачка интелигенција. За ова зборувавме со Мартин Данчев. Зборувавме за тоа колку се можности имаат авторите денес со развојот на дигиталните алатки. Имаме човече пристап до сите детали како некој создава и на некој начин инспирација да видиме дека не е тоа некоја научна фантастика дека ние не можеме. И мислам дека тоа е многу убаво. И во денешно време мислам дека друг е проблемот. Проблемот е што се можеме да правиме и сега што да правиме. Сега, ова беше епизода 24, но да не брзаме толку. Епизода 2 ни ја донесе приказната на Александар Савовски. Тој е инженер, предприемач, кој што создава вештачка интелигенција со емоции. Неговиот алгоритам Мила AI произлегол од потребата да ја помогне на неговата ќерка Мила, на која што е бил диагностициран аутизам. И успел. Технологијата што ја развива ти има мноштво примени во иднина. Со помош на фондот за иновации дојавме некои средства и докажавме дека компјутерите може да имаат емоции. Што значи тоа технички аспект? Тоа значи дека ги најдовме сигналите, значи биологијата познава емоции како хормони. Али од кај доаѓаат тие хормони кои што потоа се лачат и ние чувствуваме нешто, не е познато. Ние успеавме да синтетизираме, значи компјутерска програма кај што добиваме сигнали кои што наликуваат и ние единствен начин на кој што можеме да го пишеме се како емоции. Сега тука не станува за збор за некои напредни емоции како љубов или како нешто, него ние основни емоции како страв, како внимание, како фокус, кои што се доста важни. Ваквиот брз напредок на технологијата го менува начинот на кој што се однесуваме, начинот на кој што размислуваме, начинот на кој што консумираме вести, начинот на кој што пребаруваме, можеби на Google. Токму за овие теми зборувавме со Игор Трајковски од TimeMaker. Технологијата за добро или за лошо? Го неговото размислување. Опасноста е повеќе во однос на тоа да колку моќна алатка добиваме, која што ќе биде искористена од тековните луѓе на планетава што живеат и елитиве. И сега, ако земеме дека досега сме доени до оваа точка во која што има многу простор за подобрување во однос на човекови права, во однос на загадување на околината, колку имаме свесност за тоа морално-етички, во однос на класни разлики, на богати со сиромашни. И све тоа на крај крајва се сведува на проекција на состојбата наша умствена,
колку ни е гајле за тоа. Ние и до сега сме можеле да работиме на тие работи, но сме дошле до ова, дека кај што сме дошле. Сега, ако е на таа психологија човекова на планетава, ќе се додаде плюс уште, значи само ќе се амплифицира све тоа. Све до сега што било лошо и добро ќе се амплифицира. И во добра насока и во лошо со помош на оваа нова технологија. Во епизода 4, Данчо Димков ни откри како да се пензионираме на 35 години. Нормално, ако сакаме. За сите оние кои што имаат бизнис идеја, меѓутоа размислуваат дали да запливаат во предприемнички води, ова е епизодата во која што се откриваат многу тајни, се даваат многу совети и по некоја финта. Зашто имаме на финта да ја споделам, која што ми помогна мене лично да соберам храброст и да го превземам тој чекор. И поентата ни беше што седнав со сопругата и да размислуваме дали да го започнеме бизнисот, дали не, па двајца сме, па и двајца да не бидеме невработени. И едно клучно прашање фигурираше каде што е најлошо што може да се случи. И тоа, кога почнавме да го разгледуваме, као, па добро, ни треба канцеларија за 3 месеци, па ни треба 4 компјутери, па ни требаат вработени, па немаме пари за вработени, да почнеме со практиканти за да се почне од некаде. Стигнавме до некои 5-6 евра како почетен капитал. Ова сега 2015, тогаш малку поевтини беа работите. И тука ни беше добро, меѓутоа ако пробаме и видиме дека нема да биде успешно, имаме 3 месеци потоа да си најдам некоја друга работа, кредит да се врате, меѓутоа знам дека нема да бидам некој што на 70 години гледа на вести некој бизнис и вика јас ја имав истата идеја пред 2015 година, меѓутоа од пусти страв не ја почнав. Не е лесно да се има свој бизнис. Иако може би размислувањето е дека те си отворам електронска продавница, ќе си работи сама, не ми треба ни дуќан, ни вработени, ни фирма, се само ќе си функционира, не е баш така. Во оваа епизода со Марија Ристовска од Асоциацијата за електронска трговија зборувавме токму за предизвиците со кои што се соочуваат луѓето кои што отвораат e-commerce потвати во Македонија. Кои се предностите, кои се недостатоците на малиот пазар, како се прилагодуваме на влезот на голема конкуренција од типот на Тему и што се случува во e-commerce играта. Common misconception, што би се рекло, е дека продавницата, односно трговијата, човеков завршил работа, што ми отвори продавницата. Тоа е сериозно најголем челендж на нас како асоциација да ги едуцираме сите оние бизниси со кои што доаѓаме во контакт и на кои што им помагаме да отворат продавница, низ најразлични проекти. Ние им кажуваме дека всушност трговијата, ако вака звучи супер, ќе ставам неколку производи и ќе продавам, значи не е само така, тоа е буквално почеток. Штом се лансира продавницата, дефинитивно е само почеток и треба да се работи на стигнување до што е можно поголем број на луѓе и на промовирање на таа продавница. Претпоставам клиентот кој да е, не го видел потенцијалот во моментот или и денес има некои луѓе кои што немало резултати точно преку ноќ и не им се поделувало ресурси. И за бизниси требаат пари. Ако немаш пари за 2 айфони, не купувај ни еден. Ова го кажа во епизода 6 Иван Ивановски и остана жив. Следеа куп коментари и сочувувања на неговото видео. Може би заради тоа што предизвика бурни реакции по однос на тоа какви совети ни дава за инвестирање и за менеджирање на личните финанси. Имам некои интересни правила, пример, за такви работи што ги споделувам на студентите. Например, има едно правило, доколку купиш нешто, истата сума треба и да ја инвестираш. Значи, ако сакаш да си купиш, пример, iPhone 16 и 1000 евра, и 1000 евра инвестирај. Ако сакаш да си купиш кола, пример, 4000 евра, треба да инвестираш и 4000 евра. И со овој принцип доста добро функционира и малку се купува со овој принцип. Така, затоа што реално. Да, и овде е битно, значи, дали некоја работа може да си ја приуштиме или некојаш правиме лоша проценка. Например, ако немате за некоја работа да си ја купите 2 пати, значи не треба да ја имате. Аха. Да, значи, ако не можеш 2 айфона да си купиш, тогаш нема ни еден да купиш. За да имаш успех во инвестирањето, успех во водењето на сопствениот бизнис, треба да си добро организиран. Совет за самоорганизација од Милан Савов. Точно е дека размислуваш многу и мозокот работи непрестајно. Јас сум човек што сака да се организира. Значи, однапред планирам недела и ги поставам моите приоритети.
Така да имам ден каде што јас размислувам на стратегија, на нови идеи, имам ден каде што размислувам за маркетинг стратегија, продажба, луѓе, значи водење на самите луѓе и на крај на недела обавезно си правам како ретроспектива на се што ни се случило во таа недела. Така да се обидувам секогаш кога имам некои мисли, идеи, само да ги запишам и во прв слободен момент или во прв момент кога чувствувам дека има потреба нешто подетално да го разгледам, да си испланирам време и тоа да го направам. Неодминлива тема кога се работи за технологија, бизнис, предприемништво, електронска трговија, инвестирање е заштитата на податоците. Нашата безбедност онлайн или тоа cyber security перспективата на нештата. Токму поради тоа што е важно, имавме дури 2 епизоди за cyber безбедност. Важност да се гледа и во тоа дека ни го хакна акаунтот на Instagram на Newbies, па моравме да почнуваме од почеток. Одлични совети ни дадоа Јубица Крстевска и Божидар Спировски, едниот за матичниот број и неговото чување, другиот за трендот на сексторшн. Пример ми е единствениот матичен број. Пред многу години, кога работев со сега Агенција за заштита на лични податоци, тогаш имаше една голема кампања, бидејќи единствениот матичен број не е само број, туку тој во себе содржи многу податоци, односно идентификации, значи за тоа кој си, како си. Имаше голема кампања што траеше подолго време, за тоа дека треба посебно да внимаваме на единствениот матичен број, затоа што го користиме при различни идентификации, влез во системи, користење услуги и така натаму. И луѓето, после кога правевме обуки, луѓето првото на што веле, на што треба да внимавате што треба се запрашате, дали некому треба да дадете, пише МБГ. Значи, тоа само покажува дека тоа е приказна која што трае и треба да трае и дека треба постојано да бидат луѓето на некој начин алармирани дека нешто се случува. Една страшна метода која што предизвикува буквално и самоубиства е сексторшн. Уцена со снимено видео на жртвата дека во непријатна или во изложена состојба. Што прават? Праќаат порака, почнува обично или на тие Tinder сличните, за лични контакти, да ги наречам апликации, или преку социјалните мрежи. Јас сум некоја или некој, ајде да правиме муабет и тоа трае половина ден да се омекне жртвата. Почнуваат после да се внесуваат алузии кон сексуални интереси, така натака, додека не се сугерира на крај, ајде да направиме видео секс. И ти пушти ја твојата камера, јас ќе ја пуштам мојата камера, тоа што оди од другата страна, чисто за сите, не е вистински човек. Тоа е нечие видео, кое што е снимано. Да речам, професионалец или професионалка го снима тоа видео и веројатно се рециклира милијарда пати потоа. Но ако навистина жртвата го направи ова, ќе биде снимена. И потоа тоа видео и се враќа назад на жртвата. Ако не сакаш ова видео да излезе, кое што е вистинско видео од таа жртва, ако не сакаш ова да излезе во јавност, плати ни толку пари. И не е дека ова се случува таму некаде далеко и не е реалност во Македонија. Исто како што е реалност дека можеш да живееш во Македонија, а да имаш компанија во САД. Сега, прашањето се како? Колку чини? Дали е возможно за било кој? Колку време треба? Треба ли да отидам во САД за да ја основам? Сите овие прашања ги одговара во епизода 9 Петар Тодоровски. Буџет треба за основање на компанијата, значи прво ќе мора, збориме сега некој од странство кој што го прави тоа, ќе мора да плати регистрационен агент, ќе мора да плати ЕИН бројот може и сам да го извади, може да плати некој друг, ако иде сам малце така. Треба да го знае процесот. Ќе треба за даночна пријава секоја година буџет и треба годишна пријава една до државниот секретар на државата каде што е основана компанијата да се поднесе поеднаш во годината и евентуално може да се потребни средства за одредени промени доколку се прават во фирмата од типот на промена на име, промена на собственичка структура и така натаму, тогаш треба да се праќаат некакви известувања до АРС, нивната даночна управа, за да се извести околу тоа, затоа што може да има импликации за начинот на кој што институциите ја гледаат фирмата. Големи се трошоци.
Не, мислам, она што да речем ние го наплаќаме во моментов е без сметководство, $590 годишно, што е практично сумата која што компаниите плаќаат и од Македонија да работат. А глобален бизнис гради Горијан Јовановски со неговата EarthCare. Како за човек кој што долго е во предприемништво, стартапи, активизам, се уште е полн со многу ентузијазам. Вели дека стартапџискиот живот е многу стресен, меѓутоа за среќа сега има и вештачка интелигенција до некаде да ја олесни работата. Премногу. Ја мислам да го правевме овој бизнис, тоа го зборам со исто партнерот. Да го правевме овој бизнис пред 5 или 10 години, ќе беше многу потешко. Многу потешко. Прво, вештачката интелигенција многу ни помага нам во брз развој на продуктот. Значи, тоа сите го правиме сега, нели? Веќе ни стана GPT, Claude, еве, DeepSeek новиот модел, дел од рутината во програмирањето. Но, побитно е импактот кој што вештачката интелигенција го има врз климата и врз анализа на толку голем број податоци. Кога јас зборам голем број податоци, јас зборам терабајти на податоци. Терабајти на податоци човек да ги анализира е претешко. Многу е тешко, за да ги најдеш одредени патерни, одредени цаки, да можеш да правиш некако предвидување, краткотрајно, долготрајно предвидување. Многу тука е потребна вештачката интелигенција која што може да најде патерни во податоците кои што ние не ги гледаме како луѓе. Тоа е првото. Вештачката интелигенција оди рака под рака со дигитализацијата, која што пред очи ни го менува светот и бизнисите. Сега, сигурно дека не е лесно да се премине од Excel на автоматизирани процеси, особено кај малите и средни бизниси. Она што го заклучува Јован Димитров од Go Digital е дека тие сепак имаат желба и работат на тоа и покрај тоа што можеби Петранка од сметководство има отпор кон промените. Да направим прво дистинкција што е дигитизација, што е дигитализација, а што е дигитална трансформација. Дигитизација е водиме, си запишуваме било каква трансакција или било што, ја запишуваме нели на тефтер. Во моментот кога ќе ставиме во некоја датабаза, дигитално, бројката станува дигитално и во тој момент сме направиле некоја дигитизација во компанијата. Во моментот кога една база ќе разговара со друга база, сме направиле некоја дигитализација и двата сектори, двете лица во компанијата, веќе имаме некоја дигитализација во компанијата. Меѓутоа, за вистински да стане дигитална трансформација, тука веќе доаѓаат и другите моменти во компанијата. Тука веќе доаѓа дека тоа лице, и оно често што го учевме, е дека Петранка од сметководство нема да сака да го имплементираме ние новото решение, затоа што она е научена така да си ги води работите и сега ако го смениме ќе отпорот кај вработените секогаш постои. Визијата кај како проблем, визијата кај раководството постои. Добавувачите, дали се подготвени добавувачите да се приклучат на вашиот supply chain? Дали вашите корисници на услуги може да ви собракаат, имаат телефони, може би сакаат преку SMS, а вие оведувате Viber, може би немаат интернет. Сите овие работи треба да се разгледа, да се направи комплетна анализа и да се види да во овој дел може да се направи. Секоја промена е тешка, ама треба да биде за добро. Мора да се случуваат промени за да одиме напред. За да ни оди во образованието, не може да ја закопаме главата во песок и да го игнорираме постоењето на ChatGPT. Токму затоа во епизода 13 го имавме Петар Ниновски. Тој раскажа како Brainster ја применува вештачката интелигенција во нивните образовни и едукативни програми. Оно што е интересно за Brainster е дека неодамна ја лансира и својата прва апликација или тутор по математика со вештачка интелигенција Omniversum. Најважното што треба како образовна институција според мене да осигураме дека и најголемите промени што би се случили во вештачка интелигенција, кои вештини треба да ги знаат луѓето, да бидеме паметни и агилни тука како образовни институции, да бидеме сигурни дека вештините кои ги изучуваат нашите студенти се потребни сега и ќе бидат потребни во наредните години. На пример, неформалното образование полесно се адаптира. Формалното образование има правила, мислам дека на 4 на 5 години треба да се реакредитира програма. Според мене треба на секоја година да се реакредитира
програма. Тоа не е во наша полза, меѓутоа е во полза на студентите. Ние треба како образовна институција да најдеме начин како на секоја година ќе реобновуваме таа акредитација, ќе ги земаме новите информации што ги имаме од компаниите, од индустријата и ќе ги имплементираме во образовните програми. Така да најголемата промена во наредниве 10 години ја гледам тоа да бидеме најагилни што може како институции, да бидеме сигурни дека вештините кои ги предаваме на студентите се вештини кои денеска се бараат на пазарот на трудот. Едукацијата за нови технологии е неопходна за да не заостануваме многу зад светот. Неопходна е за да може да ја искористиме технологијата за добро, за подобрување на условите во кои што функционира луѓето, меѓутоа и за подобрување начинот на кој што ја штитиме природата. Дин Арнаут во Newbiz всушност не фасцинираше со идејата како блокчейн технологијата може да се искористи за формализирање на неформалните собирачи на отпад. Блокчейнот може да помогне неформалните собирачи да се формализираат без тоа да го сторат преку рециклажа или преку вклучување во комуналниот сектор. Односно, тие би имале, например, ID, кој што на наједноставен начин тоа би бил како digital ID, за да им ја олесниме, бидејќи знаеме дека тие немаат толку дигитални вештини да би можеле да користат NFT или слично. Затоа тие би можеле да го имаат тој ID код, каде што количините кои што ќе ги соберат, на начин на кој што веќе ги собираат, ќе може да го однесат во центар, каде што ќе се измери, ќе го дадат својот код и тоа автоматски влага во чейнот, во ланецот на известување, и не може да се измени. Значи, ако се влезени 5 кила на пластика, тие до моментот кога ќе стигнат на рециклажа, останува таа килажа и се знае дека тој човек ги има донесено. Вториот дел во овој ланец е транспортот. Од тој центар се носи во центар за третман, понатаму во центар за рециклажа и се скенира на секоја од овие точки. Кога ќе пристигне на својата последна цел или последна станица, која што е рециклажата, неформалниот собирач во случајов би бил платен автоматски преку блокчейн и со самото тоа неговата работа е формализирана, признаена и платена соодветно. За вакви добри идеи не треба многу. Одлична идеја беше и онаа на Васко Карангелески да понуди еден консултантски час на 10 кои што ја гледаат епизодата и кои што сакаат да си го напредат својот бизнис со консултантски услуги. Секако дека беше преплавен со пријави, можеби е пишмани што се понуди, меѓутоа за сите оние кои што не успеаат да добијат 1 на 1 советување со него, останува да ја гледаат епизодата на Newbiz. Во следниве минути дел од неговото искуство. Има лани го имав тоа, една компанија има градежна, не е градежна ствари, они се проектанти во машинство и така, специфична категорија. Има голем број на мали проекти кај што ми требаше 4 дена да се воведат. И со еден софтвер кој што ги кошта 1,5 плата на човек годишно, они успеа да го намалат денот на воведување на проект. Во секој момент има 60 до 80 проекти, од 7 на 2 дена. Wow. И сега тоа колку е заштеда на компанијата. За тоа го воведоа. Сега се трета година веќе го користат. Неодамна разговарав, викам како го користите. Сега викам ние успеавме да отвориме и 6 нови земји благодарение на тој систем бидејќи ни овозможи контрола и на вработените и на менеджментот да имаме поголем преглед на теренските проекти. Таков софтвер пред 15 години би бил SAP или не знам Dynamics или некој си друг кој што би чинел во стотици илјади евра. Ова е трошок од $1,000 годишно, целиот софтвер за проектен менеджмент што го користат, кој што дополнително има и некои други модули како CRM, како онлайн продавници и така натаму. Зошто се важни истражувањата? Со Олимпија Заевска ја начнавме идејата за Индустрија 4.0. А со Сања Митровска продолживме да муабетиме како всушност може да се напредува како економија, како може да се етаблираме во светот преку научните истражувања, преку развојот на технологии и преку иновативноста на македонските стартапи. Таму каде што гледате пробив, тоа се акселераторите. И сега тука ние кај нас имаме некакво поимање што е тоа, мислам дека учиме повеќе од колку што знаеме, тоа е цела наука. Како се воспоставуваат, кој ги менаџира, кои се треба да бидат дел од тоа. И гледаме дека во Европа, дури и каде што имате региони кои што биле уназадени, овие акселератори им помагаат, фирмите адаптираат нови технологии и тоа јас го следев низ моето истражување. После 7-8 години гледате драстичен раст на извоз на високо напредни технологии.
тоа значи дека фирмите успеале да ги внесат тие технологии кај нив. Тоа е тоа што ние треба да го правиме. Треба многу сериозно да ги воспоставиме тие акселератори и тоа не треба да биде безброј такви иницијативи. Според мене тоа за нашава територија треба да бидат 2 до 3 сериозно опремени акселератори со сериозни програми на универзитетите, каде фирмите брзо ќе доаѓаат, ќе поминуваат низ тој процес на обука, на се она што значи да ја внесат таа технологија. Веќе во 2020 во Данска се работеа на така наречени коботи. Тоа не е робот, тоа е кобот. Тоа значи робот кој што ќе примали во неколку индустрии. Го прават за да може да биде за неколку фирми решени. Ако поставиш магично прашање, добра, што би сакале? Или што е тоа за што би платиле? Тогаш можеби ќе го направиш првиот тоа што викаме пивот. А инвеститорите сакаат основач кој што има способност за пивотирање. Тоа значи не пиење на пиво, туку е прилагодување на продуктот. За пример, нема да биде чаша, ќе биде бокал за вода. Тоа е пивот. Тоа им треба. Таквите нешта, доколку се споделат со инвеститорите, помагаат за инвестиција. Дополнително, нивните искази, колку би платиле за тоа, помагаат за очекувани приходи. Да не биде од ракав толку чаши или толку бокали за вода ќе продадеме. И трето, не мора да биде произведена чашата за да вие зборувате со потенцијален клиент и тој да ви даде фидбек, информација дали го сака тоа нешто што ви му го презентирате. Може да биде дизајнирано. Добар дизајнер може тоа да го направи. Тоа ние го викаме MVP, тоа е Minimum Viable Product. Демо на продуктот, кој што може да е чисто нацртано, некаква ценовна стратегија да се тестира, значи дали луѓето би платиле и кој е фидбекот, ама не само од еден човек, него бар со 5 потенцијални клиенти. Сега и за да развиваш технологии, и за да истражуваш, и за да основаш свој стартап, неопходно ти е финансирање. Како до финансии ни откри Гого Рафајловскиот Zephyr Angels, а како на бизнис ангелите да им ја продадеш твојата идеја, не советуваше Елена Гинали. Акцелераторите и инкубаторите во принцип имаат задача да ги спремат стартапите за бизнис светот. Тоа значи дека во бизнис инкубатор или акцелератор најчесто можеш да влезеш со основна идеја, јас имам идеја за бизнис, сакам да го правам ова и ова, ајде да видиме како може акцелераторот, односно некоја програма да ти помогне. Обично тоа се програми кои што се спакувани по теми. За да не го одиш низ формално образование или да не речеме потрошиш 4-5 години сам за тоа како да се спремиш да покренеш бизнис и да работиш и да оперираш бизнис, акцелераторските, инкубаторските програми го прават тоа во еден заврзан тек. Тоа значи за некој 3 до 6, некаде и 9 месеци, ти стекнуваш знаења, стекнуваш вештини, се вмрежуваш со луѓе и добиваш некоја инфраструктура или најчесто почетен капитал, за да можеш тоа рапидно да го направиш. И всушност тоа е улогата на програмите, да го забрзаат растот на стартапите за почетниот временски период. Колку мислиш дека ти треба и како планираш да го монетизираш производот, услугата, сервисот, технолошкото решение што си го создал. И тука се гледаат првите дупки во знаењето, односно во самоувереноста. Тоа кај инвеститорот не може да помене доколку навистина сакаат да ги обезбедат парите кои што им се потребни. Така што правиме заеднички план како да го представиме и бизнис планот, и финансискиот дел и проекциите, како ќе се монетизира, во кои све сфери ќе настапи, колкав е пазарот што ќе го обслужува, дали тоа ќе биде регионален или глобален пазар и колку реално процент од пазарот може да обслужи со таа прва инвестиција што ќе ја добие. Меѓутоа во исто време, пак јас си терам на некој начин по свое и сакам да ги натарам да не станат толку зависни од инвестицијата, туку во моментот кога имаш и поограничени ресурси како во традиционалниот сектор, некако и попаметно ги користиш, пооптимизирано. Не велам не за финансирањето, апсолутно сум голем поддржувач, но велам ајде да не станеме зависни. И за напредок ти треба мајндсет или
Ти треба менталитет на учење, што би рекла Ина Марковиќ од Дина. Незината приказна како се вратила од Америка за да се клонира себе си со вештачка интелигенција и да им ги реши маркетинг проблемите на малите средни предпријатија во епизода 18. Во оваа година ние имаме доста амбициозен план. MVP-то ни е скоро ќе биде готово крај на април. Више имаме waitlist објавено за сите што сакаат да бидат early adapters на Дина. До негде јуни-јули ќе ги имаме остатокот од агентите способни да работа и до крај на оваа година сакаме да можеме да бидеме влезени низ цела Western Europe со цел да влеземе во Америка почеток на 2026 на тој пазар. За ваквите како Ина Марковиќ и како Дарко Давковски, само небото е граница. Те направат се за својата страст да ја реализираат, да ја остварат. А вештачката интелигенција и технологиите се тука само за да ја направат таа визија подостижна. Во академијата инвестиравме во AI технологија, се вика Hyperbound, партнери ни се во академијата, кои што имаат направено симулатор за вакви повици, каде што ние можеме да влеземе во алатката, да креираме сценарио. Пример, Наташа, нејзината позиција е тоа, она има вакви предизвици со кои што се соочува на работното место. Ова е тоа што ја држи будна ноќе, на што мисли. Ова е твоето решение и како тоа решение ги решава овие предизвици. Кликни старт и ти веќе разговараш со Наташа. И поставено е да има модули на тежина, levels of difficulties, така да за новите генерации е исклучително интересно, затоа што им даваш таа некоја форма на gamification, каде што они се чувствуваат, окей, играме видеоигра. А преку тоа учат многу важна вештина. Од сите досега снимени епизоди, лично откритие ми беше Диме Галапчев од Финкап. Тој е човек кој што решил да не го меша малтерот, туку да направи технологија која што ќе го промени традиционалниот финансиски сектор, па попатно зошто да не и светот. Финтек не подразбира да користиш технологија, туку под финтек подразбира да развиваш технологија за финансиска. Ние во Македонија имаме многу сервисни компании, компании што развиваат финансиски продукти, но за други компании. Значи, ние сме само буквално оние што го мешаат малтерот. Тука е еден голем проблем што во државата, па и кај нас и државата, му дава повеќе придобености и мотивација на странски компании само да вработат луѓе, да го искористат интелектот на македонците, да развијат нешто, каде што подоцна благодетите, интелектуално сопствеништво, тоа оде во мајката земја од каде што била компанијата. Многу компании се од тир зоните му е дозволено да го крадат нашиот интелект за да го носат од страна, така да многу финтек производи се развиени, но не се наши, бидејќи завршија и други. Додека тие што сме разликата помеѓу сервисни и продукт компании, тие што развиваат продукт, нешто што ќе остане македонско интелектуално сопствеништво, ќе остане овде се што ќе генерира тој продукт, вредноста од него, ќе остане овде, нема да биде one time, ти изработи 20 сати, еве ти ги платени сега, за мене е богатството. Затоа сме едни од единствените од малку на рака нема помалку од една рака сме што го работиме. Во сите приказни на Newbiz, всушност важни се луѓето. Важна е нивната амбиција, сила, напори, идеи, остварување, успеси, падови. А за луѓето се грижи HR. Што всушност работи HR, ни раскажа Ивана Глигоровска. Оваа индустрија, посебно во IT делот, значи подлежи на промени, нови технологии, учење на нови технологии.
Една од задачите на HR е да обезбеди континуирана едукација на вработените, односно да им обезбеди обуки. А за обуките се јави кај Павле Зимбаков. Сега можно некои од вработените да не сакаат да отидат на обуката. Еве нема да именувам како компанија, ама ќе кажам од која сфера беше, од една од приватниве болници, собрана група, на моје драго задоволство, цела група женска, топ 15, 16, 17 жени на обука, ама како влегувам јас во просторијата, случуваше обуката во Стопанска комора на Македонија во една од салите, како влегувам на обуката, чувствувам дека почнува да ме снемува, значи почнуваат да ме јадат од оздола нагоре, дел од озгора надоли, дека почнува да ме снемува, дури ме фати паника. Значи начинот на кој што ме гледаат, начинот на кој што ми се мрштат, начинот на кој што не ми се смеат и ред такви работи. И ја кажам добар ден, они уште повеќе почнуваат да ме јадат. И викам, чекај, дека нема да можеме да почнеме со редовното добар ден, јас сум Павле Зимбаков, денеска се собравме, не викам, мора да почнам со нешто друго. И почнем со прашање што е работава, зашто не ме сакат. Што проблем имате? Да, зашто не ме сакат. Одговорот кој што го добив беше, па зарем ние толку години, после толку години работа не знаеме како да комуницираме, зарем нас не бива, зарем нас не знам што, не знам како. Има уште многу од сезона 1, ние задоволни до сега, се надевам и вие. Поздрав!